Денес дојдов во специјалното јавно обвинителство на нивна покана, која и покрај тоа што ми беше доставена вчера доцна попладне, јас уредно се одзвав, со што практично паѓаат во вода сите нивни тврдења дека се потребни не знам какви мерки за да успешно ја водат постапката која ја започна, инаку се работи за предмет за кој неколку пати веќе е зборувано во јавноста, за кој неколку пати тие предлага мерки за предпазливост и судот одлучи онака како што процени согласно доказите и фактите кои му беа приложени. Меѓутоа, како странки кои би морало да бидат рамноправни во една постапка, ние, јас и тимот на мојата одбрана инсистираме да бидат исполнети барем минимум елементарни услови процедурата да може да се одвива, каде што ќе бидат испочитувани минималните права на странките во постапката и токму во тој контекст денес побаравме минимално барем почитување на процесните права, но јас од друга страна со оглед на тоа што професионално се занимавам со политика веќе подолго време, свесна сум дека ова што сега се случува можеби и на брзина од страна на специјалното јавно обвинителство е резултат на тоа што се наближуваат изборите и како што јавноста во повеќе наврати беше сведок и медиумите коментираат, тие се целосно ставени во функција на политичката кампања на опозицијата која и после толку години во опозиција нема што да им понуди на граѓаните на Република Македонија, единствената и според нив очигледно најважна алатка во кампањата која предстои за предстојните парламентарни избори останува да биде специјалното јавно обвинителство, така што во периодот што следува очекувано е вакви распити да се повторуваат, да има интензитет на работа, впрочем како што го најавија тоа и самите представници на обвинителството. Денес не надоврзам, само извинете, траеше само половина час релативно. Денес не беа исполнети елементарните предуслови за да може да започне една ваква постапка, односно за да може да се случи распит. Јас не барав ништо посебно, барав елементарно запознавање со доказите кои тие тврдат дека ги имаат, за да воопшто можам да се изјаснам по нешто што во моментов се уште го немам видено. Тогаш кога ќе добиеме право да ги видиме оние документи ли се, друга форма на докази ли се, што тие ни ги ставаат на товар, јас повторно стојам на располагање на сите државни институции и ќе се јавам на било која покана во било кое време. Впрочем, самиот факт што поканата ми беше врачена доцна попладне, а јас веќе денес сум тука, ја покажува мојата одлучност да учествувам во оваа постапка, бидејќи тоа е во мој интерес. Јас немам сторено кривично дело и инсистирам низ една правна постапка, каде што двете страни ги имаат правата како еднакви учесници во постапките, тоа да се докаже. Како беше одговорот на вашето барање? Дали договоривте? Барањето е констатирано на записник и дадени се одредени рокови во кои ќе треба да се постапи. Ви недостасува ли министерската фотелја? Не. Сега се чувствувате послободни или? Се чувствувам одлично. Апсолутно. Јас немам увид во тоа на што се однесувале одлуките за помилување, меѓутоа претпоставувам дека институциите во рамките на нивната меѓуинституционална размена дошле до некакви податоци врз основа на кои се донесени одлуките, меѓутоа јас немам сторено ниту едно кривично дело. Работата која ја извршував, односно функцијата која ја извршував речиси 9 години, ја извршував максимално професионално и посветено во интерес на граѓаните на Република Македонија, во интерес на Република Македонија и јас немам од што да се плашам. Мој интерес е сите постапки да се отворат и да се затворат, за да сите овие политички конструкции, обвинувања, па и местенки, ако сакате, се демаскираат и конечно јавноста да види дека за сето ова стои само една политичка игра на опозицијата, во која се помалку луѓе веруваат. Господин Голоска, дали овие забелешки процесни кои што имате околу недоставување на доказите се однесуваат на сите случаи, затоа што до сега специјалното обвинителство ги објави во кој што сте опфатена или конкретно само за овој случај?
Па јас не можам да коментирам за сите случаи затоа што немам информации за сите случаи. Таму каде што случаите се однесуваат на мене, односно каде што сум јас спомената, без исклучок во нив не се испочитувани елементарните процесни права на осомничениот. Така да, кратко, одговорот на вашето прашање е да, секогаш, барем кога се работи за мене, до сега се покажа дека елементарните права не се А испочитувани. во суд не би беа ставени на увид доказите за... Во суд воопшто не се однесуваше распитот на прашањето на кое би требало да се однесува распитот во специјалното обвинителство. Судот одлучуваше по конкретен предлог, а тој предлог беше предлог за определување на мерки за предпазливост.